Благодарам, председателе. Најнапред би сакал да го честитам Интернационалниот ден на студентите и да им посакам успех во нивната борба и на нивниот денешен марш и остварување на сите барања кои што се нивни потреби, кои што ги изнесуваат на тие работни средби и на тие протести, а во пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија секогаш ќе имаат вистински партнер. Најнапред, сега би сакал да се навратам исто на законот за субвенциониран студентски оброк. Денеска тука дискутираме за предлог законското решение поднесено од владеачкото мнозинство, од оние предлагачи кои што најпрво го поднесе оној спорен закон со тие спорни критериуми. Да подсетам за јавноста, за пошироката јавност, дека пратеничката група на ВМРО ДПМН уште на 2 ноември, бидејќи не им беа исплатени на студентите средствата за септември и октомври, изготви предлог закон за измена и дополнување на законот за субвенциониран студентски оброк, токму врз основа на барање на студентите и го испрати до собранието уште на 2 ноември. Владеачкото мнозинство во петокот изготви закон по скратена постапка за кој што студентите реагира. Нашиот закон не беше ставен на седницата во понеделникот, а законот на колегите од мнозинството беше повлечен во понеделникот по реакција на мнозинството. Истиот беше поднесен утредента и експресно беше ставен на седницата во средата. Колегите од мнозинството немаат доблест да гласаат за нашиот предлог закон, за усвојување од потребата на нашиот предлог закон да се разгледува на оваа комисија и да влезе во процедура. Да подсетам, нашиот предлог закон предвидуваше враќање на оние услови кои што заеднички како политички партии во договор со студентите ги договоривме во 2020 година, а кои што вие ги изменивте изминатата година, се со цел политички да поентирате пред локалните избори. Исто така, во нашиот предлог закон се предвидуваше зголемување на цената од 120 на 160 денари, бидејќи имаме галопирачка инфлација од 20%, на основните прехранбени производи од 30%. И ако за вас не е доволна причина овој раст на трошоци на живот да биде зголемување на цената на студентите, тогаш не знам што треба да биде. Во услови кога предлагате најгломазен предлог буџет за 2023 година од 5,3 милиарди евра, и во исто време каде што кратите највеќе средства од младите и од образованието. Пример, се изградба и реконструкција на студентски домови, споредба буџет 2022-2023. Во 2022 сте предвиделе 25 милиони денари, во 2023 17 милиони 280. Кратење од 30% за изградба и реконструкција на студентски домови. Студентски стандард сте предвиделе 2022 година милиарда 231 милион и 40 денари, во 2023 1 милиарда и 9885 денари. Односно, кратење од над 180 милиони денари, во проценти околу 18%. Направивте еден театар со вашиот предлог закон, имено во вашиот предлог закон, да ја демантирам тезата на колешката Лазаревска, дека се договориле студентите цената да биде 120. Па вие самите во вашиот закон имавте 140 денари, но со вашите критериуми го стеснивте опсегот на употреба, односно предвидувавте апсолвентите да не бидат приматели на студентски оброк, да не бидат оние чии што родители имат примања над минималната плата, приматели на студентски оброк, предвидувавте оние студенти кои земаат стипендија да не бидат приматели на студентски оброк и го сведовте законот на само неколку стотици студенти. И откако мнозинството студенти ја осуети вашата намера и не дозволи таквиот катастрофален закон да помине, одма се сложивте да ги скратите критериумите, но во исто време на онаа цена која што сами ја предложивте од 140 денари да ја намалите на 120. Па нели е тоа лицемерно? Се повикувавте на барањата на студентите. Студентите денеска најавија марш во 17:30, УСС при УКИМ, ШТУЛ, ФОН, Американ, ФОП, УКЛО, УГАДА и Движењето студентски отпор. Па да ви ги прочитам за да ве запознам со барањата на студентите. Што бараат? Издвојување на средства од буџетот за подобри услови во студентските домови, иземање на студентите од антикризните мерки за штедење на струја,
во антикризните мерки за штедење на струја ги ставивте студентите и студентските домови, а тие не се на регулираниот пазар. Имаат иста цена како домаќинствата, како нашите домови. И вие им ги склучувате лифтовите до 10 спрат долат пешки. Понатака, целосно спроведување на законот за субвенциониран студентски оброк и зголемување на сумата. Уште еднаш ќе ви повторам, зголемување на сумата. Изедначување на стипендиите со повисокиот износ, подигање на квалитетот на образованието, дигитализација, стои во нивната објава на социјалните мрежи за денешниот марш. Сега, колеги, денеска исто така имавме средба, би ја нарекол една куртоазна средба, на која што се појави и министерот Јетон Шакири околу 10 минути, даде изјава за медиумите. Имаше неколку студентски представници кои што ги кажаа нели проблемите со кои што се соочуваат во студентските домови. И тоа се личеше на еден театар, им рекоа фала, до среда ќе доставиме акционен план на министерството, но ајде сите тука, бидејќи клубот за млади е неформално тело, заклучоците кои што ќе ги усвоиме ние не се правно задолжителни, ајде сите и власта и опозицијата во интерес на студентите да дискутираме тука на комисија, да усвоиме заклучоци, преку кои понатака ако не се имплементира како надзорна улога на собранието, ќе можеме да извршиме и надзорна расправа. Ајде да организираме една таква јавна расправа, каде што ќе дискутираме за тие проблеми, барања кои што ги имаат студентите, дали тој акцијски план кој што ќе го предложи Министерството за образование и наука ќе се реализира со предвидената динамика. Би апелирал до вас. Не треба од тука никој да излезе нити како победник, нити како поразен. Од тука како победници треба да излезат студентите. Да ве подсетам, дојдовте на власт на грбот на студентите, им ветувавте брда и долини, ама немате никаква реализација. Пред да дојдете на власт, да ви подсетам, во владината програма, која што дел од вас имат гласано тука, кој што бевте пратеници, предвидувавте студентски град со модерни архитектонски модерни архитектонски решенија, библиотеки, читални, зелени кровови. Ама тоа само остана мртво слово на хартија. Зошто не стане некој еден од вас да речеме, студенти, извинете, ние тоа не сме способни да го направиме. Ајде ќе ви прочитам уште нешто, ајде тоа беше многу старо, 2017. 2020 година. Ќе ги реконструираме сите студентски домови, страна 10 во изборната програма на СДСМ. Ништо не е реконструирано. Двојно ќе го подобриме квалитетот на исхраната. Не само што не го подобривте, туку се обидовте да кратите од оние кои што се најранливи, студентите, да го скратите студентскиот оброк, а за оброкот во студентските домови не сакам ни да зборувам, не ги исполнува ни основните калориски услови кои што се потребни за еден студент да ги прими во денот. Понатака, воучери од најмногу 100 евра за покривање на партиципацијата во универзитет, како и сместување во студентски ученички домови и регистрирани сместувачки капацитети за студенти и средношколци. Страна 23 од вашата програма. Ништо реализирано. Понатака, изградба на студентски центар Штип. Страна 79 од програмата. Ништо реализирано. Колеги, на состанокот зборувавте за санација на тоалети, нешто што мислам дека треба да биде нормално оваа држава. Оваа држава е нормално да има врати и ПВЦ прозори, да има тоалети во студентските домови кои што ги исполнуваат основните стандардни услови за да ги користи еден студент. И вие тоа сакате да го представите како епохален услов дека се грижите за студентите. И ве молам, кој да земе од вас збор, нека не ми зборува за ланскиот снег, нека земе збор што нека каже што од овие ветувања, нека каже што колешке повели слободно. Нека каже што од овие ветувања сте исполниле и реализирале. Јас нема да должам многу, уште еднаш ќе повикам на разум во вас владеачкото мнозинство да го префатите амандманот на опозицијата, се со цел да ги исполниме барањата на студентите за зголемување на студентскиот оброк од 120 на 160 денари и да го продолжиме рокот од март до крајот на академската година. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас, колега. За реплика е пријавен пратеникот Диме Велковски. Повелете, колега.